Благодарам што дојдовте до сите вас на граничниот премин Блаце со Република Косово. Огромно задоволство е да бидам заедно тука и со министерот Бочварски, директорот Рустеми, заменикот Реджепи и да направиме увид во работите на автопатот Блаце-Скопје. Заедно имаме многу убави вести за граѓаните, за сите нас, дека навистина соработката меѓуинституционална е одлична и се обидуваме заеднички да смогнеме сили со поддршка и на опозицијата да направиме решенија кои што ќе го олеснат животот на сите наши граѓани, како и ќе дадат огромен придонес во нашата економија, а тоа значи автопатско поврзување од граничниот премин Блаце со Република Косово па се до граничниот премин Ќафасан со Република Албанија преку реализација целосна на коридорот 8. Како што гледате и самите, работите се започнати тука на првите 2 километри и во меѓувреме веќе јавното претпријатие за државни патишта работи и на вториот дел од проектот кој што се 10 километри до заобиколницата околу градот Скопје, а истовремено имам огромна чест и задоволство да ви информирам дека сме во разговор исто и со градоначалникот на градот Скопје за проектирање изведба исто така и на качаничкиот пат во булеварско решение. Сега веќе со новата одлука на Советот на град Скопје наречено Хасан Приштина, што значи целиот овој дел од патот од Блаце па се до Скопје ќе биде ново решение за нашите граѓани и истовремено преку заобиколницата ќе можат исто да се поврзат и со коридорот 8 кој што се надеваме дека до крајот на овој мандат ќе биде целосно завршено ако нема некои моменти кои што секако би не изненадиле во текот на работата. Би сакал да изразам огромно задоволство до министерот, до директорот и до сите вклучени кои што дават огромен импулс и ентузијазам во завршување на овие работи и сметам дека ова ќе биде потпис на оваа влада во овој мандат. Kam kënaqësinë e jashtëzakonshme që këtu bashkë me ministrin Bocvarski, drejtorin Rustemi, zëvendës ministrin Rexhepi, të vim dhe të inspektojmë punimet në autostradën Shkup-Blla, siç po shihni po punohet në 2 kilometrat e parë, ndërsa gjatë punimeve të cilat po realizohen këtu, ndërmarrja për rrugët po e projekton edhe 10 kilometrshin e dytë deri te rruga qarkore e Shkupit. Kam një lajm shumë të mirë për qytetarët, jemi negociata drejt për drejta dhe bisedime me kryetarin e qytetit Shkupit, që edhe prej te qarkoria deri te hyrja e Shkupit, rruga e Kaçaniku siç e quajmë ne, tashmë me emërtimin e ri Hasan Prishtina bëhet në zgjidhjen e bulevardit dhe po shpresojmë që këto punime të fillojmë gjithashtu si vjet, ndërsa synimi i gjithë neve bashkë është që nga vendkufiri i Bllazës deri te vendkalimi në Qafstan të bëhet me lidhje të autostradës në afat të këtij mandati dhe vlerësoj që kjo rrugë, kjo ambicie jona kaq e madhe për ta përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve do të jetë në shkrimi më i mirë i punëve të kësaj qeverie në përfundim të këtij mandati. Почитувани представници на медиумите, почитуван господин Артан Груби, прв заменик на председателот на владата на Република Северна Македонија, почитуван заменик министер за транспорт Беким Реджепи, почитуван господин Ејуп Рустеми, директор на јавното претпријатие за државни патишта, почитувани представници на изведувачите, надзорниот органи на сите присутни, почитувани медиуми. Ако пред неколку години овој автопат беше само проект на хартија, со доста проектантски недоследности, конечно сме сведоци на отворено градилиште, каде имаме јасна цел, а тоа е изградба на оваа автопатска делница. Веќе покажавме на терен дека сме силно фокусирани и посветени на модернизација на европските коридори, на регионалното поврзување и развојот на нашата земја. Иднината на државата е токму во развојот на инфраструктурата преку која ќе ги зголемиме трговските релации со нашите соседи. Затоа за нас е многу важна оваа јадранска магистрала како значајна артерија на економијата, транспортот, извозот на нашите производи надвор од границите на државата. Денеска се наоѓаме на првата фаза од автопатот Скопје-Блаце со вредност од 881 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта. Ова е
тоа што е најважно за сите нас е фактот дека експроприацијата е целосно завршена, а во моментот се работи на земјините работи и на подземните инсталации. Можеме да кажеме дека имаме отворен фронт за работа и ќе правиме целосен притисок на сите страни кои што учествуваат во изработка на овој проект за оваа градежна сезона да имаме непречени градежни работи. Во однос на втората делница од село Блаце до Клучка Стенковец во должина од 10,5 км, проектантот има изработено идеен проект кој што е во постапка на одобрување од сите наши релевантни институции. Понатаму следи изработка на основен проект и согласно роковите што ги има прецизирано јавното претпријатие за државни патишта ќе се распише и повик за градба. Нашата намера е да изградиме модерно автопатско решение по сите меѓународни стандарди, безбеден сообраќај за сите, со тоа што ќе ставиме крај на онаа ера на лоша регионална поврзаност овде на Балканот. Регионалното поврзување е од особено значење за економскиот развој на државата и нејзино интегрирање. Затоа инвестициите во модерните патишта се неопходни за поврзување на земјите од регионот заради побрз и полесен транспорт на стоки и услуги. Иако во првиот квартал градежништвото секогаш бележи пониски стапки на реализација заради лошите временски услови, би сакал да потенцирам дека капиталните инвестиции во ресорот транспорт надминуваат 15%, што е добар резултат споредбено со изминатите години и посебно во услови на ковид пандемијата. Уште еден момент кој што сакам да го споменам и да го истакнам е дека работиме на околу 300 км патна мрежа и инвестиција околу 820 милиони евра. Во едни вакви услови, инвестициите во инфраструктурата се исклучително важни. Ние продолжуваме заедно со сите институции да работиме посветено на изградба на модерна и безбедна патна инфраструктура за нашите граѓани. Ви благодарам. Почитуван прв заменик председател на влада, господин Груби, почитуван министр за транспорт и врски, господин Бешарски, почитуван заменик министр за транспорт и врски Речепи. Денеска имам задоволство што заедно со министрите и првиот заменик председател на влада да бидеме на овид во градежните работи на автопат Скопје-Блац. Од изведувачот и надзорот бевме информирани дека во моментот се работи на земјени работи, односно ископ на усек и отпочнување на активности за насип се работи на техничко решение за дислокација на подземните инсталации со свеност на Телеком, А1, ЕВН и МВР, кои се во завршна фаза. Треба да потенцирам дека првите 2 километра се обезбедени средства од буџетот на јавно претпријатие за државни патишта од 14,26 милиони евра. Изведувачот на работите е Гранит, а надзор е ГИМ и ние искрено се надеваме дека сега кога веќе ќе се создават поволни временски услови, ќе се започне со уште посилно темпо на изградба, бидејќи ова автопатска делница е една од клучните артерии за нашето поврзување со Република Косово. Инако, треба да знаеме сите дека овој автопат е поделен на две делници. Првата делница од граница до село Блаце, од Блаце до Клучка Стенковец. Во втората делница сега моментално се вршат испитување на геомејанички и геотехнички испитувања и се подготвува проектот, каде што се очекува до крајот на септември да го имаме проектот и овој дел од 10,6 км ќе биде финансиран од ЕБОР и очекуваме процедурите да почнат од септември за втората делница. Што очекуваме после за кратко време со реализација и да го имаме целата делница од Клучка Стенковец па до граница. Тендруар профајцулсте медиумове, индруар за Артан Груби,
i nderuar ministri i transportit zoti Bushfarski, i nderuar zëvendës ministri i transportit Rexhepi, ne jemi sot këtu për të bërë inspektimin e pumbëve në pjesën e parë për 2 kilometrave në të cilët kemi realizimin e pumbëve nga ana e granitit, ndërsa nga ana e Mekqirjeve është GIM. Nga kjo që pam sot dhe nga informimi që morëm edhe nga realizuesi i punimeve, por edhe nga byqësi, është duke u punuar në tërë tarasën për 2 kilometrave, është u punuar kryesisht në pjesën toksore dhe zhvendosjen dhe realizimin e trasës, ndërsa gjithashtu jemi në fazën përfundimtare në çka kemi dislokimin e kapllëve nën-toksore të cilët janë në pronësi e Telekomit, Anjishit, EVN-s dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. Gjithashtu duhet të potencojnë se pjesa tjetër për 10.6 kilometrave që fillon nga fshati Bllaz deri në qarkoren e Shkupit është duke u bërë lumtimi geomekanik dhe geoteknik dhe shpresojmë se deri në fund të shtatorit do të kemi projektin me çka do të fillojmë edhe procedurat për të ndërrimin dhe për zgjedhjen e realizuesit të kësaj pjese. Ju falenderoj. Pyetje zotri Grubi kishim për lidhur me çështjen e shpronësimit të tokave të Bllacalit. Është bërë ekspropriimi, por ka palë të pakënaqura. A bëhet fjalë vetëm për këtë segmentin 2 kilometrash apo edhe për pjesën tjetër të ekspropriimit? Për detaj gjithsesi se do jep drejtori Rustemi, por ligji është shumë i qartë dhe shpronësimi i tokave tashmë ka përfunduar. Çfarë do të qoftë procedurë tjetër është punë e institucioneve tjera. Do të thonë, sa i përket shpronësimit të tokave, shpronësimi për këtë pjesën e parë 2 kilometrash të cilët edhe punohet, realizohet projekti është 100% i realizuar. Në bazë të ligjit për shpronësimin e tokave, saktësisht është paraparë se cila është procedura për shpronësimin e tokave. Ne jemi të vetëdijshëm se kur bëhet fjalë për tokë private, ka edhe lidhje emocionale, mirë po realizimi një projekti të këtillë siç është Kapital, autostrada që e lidh me Kosovën, ne kemi respektuar të gjitha procedurat, kemi edhe raste të tilla të cilat nuk janë përtuar me çmimin e asaj parcele, por ajo shkon në gjyq. Dhe derisa gjyqi do të vendos për zgjidhjen e asaj, ne kemi mundësi ligjore që të vazhdojmë projektin tonë. Dhe në momenti kur do të përcaktohet çmimi në gjyq, ne do të bëjmë pagesën më një herë të atyre pjesëve. Zoti Grubi, jashtë kësaj teme, një pyetje kemi marrë konstatore, sistematizimin e tyre nga 1300 sa janë. A keni informacione se sa kanë filluar punët tani në tyre? Po, në mbledhjen e fundit të qeverisë raportova në lidhje me curinë e këtij procesi, jemi jashtëzakonisht të kënaqur. Tash numrat e sotëm nuk i kam, po rreth 650 nga administratorët e shpërndar tashmë janë në vendet e punës së tyre. Rreth 500 janë në procedurë. Për nisje, siç e dini, në Ministrinë e Punëve të Brendshme ka rreth 140 dhe ato kanë procedura të veçanta për arsye të kontrollit në Agencionin për Siguri Kombëtare dhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme, gjithashtu edhe rreth 100 në drejtorinë të hyrave publike do fillojnë brenda shumë shkurt, do thotë brenda disa ditëve që të fillojnë me punën e tyre dhe shpresoj që deri në përfundim të këtij muaji do arrijmë deri te numri 1000, ndërsa të tjerët të cilët akoma janë në procedurë sipër do t'i përfundojmë deri në rebalansin e buxhetit, për arsye se me miratimin e rebalansit buxhetit në kuvend, mjetet nga Ministria për Sistem Politik do duhet shkojnë në institucionet ku këta administrator nga programa K5 tashmë kanë filluar me punë. Jam jashtëzakonisht i kënaqur nga ecuria dhe vlerësoj që gjithçka në fund do të përfundon ashtu siç edhe kemi planifikuar. Po ka komente nga institucione të pakta, do thot nga 250 sa i kemi shpërndar këto administrator, komente nga 3 apo 4 institucione, të cilat kërkojnë më shumë jurist dhe ekonomist dhe jo administrator me profile tjera. Asnjë institucion nuk ka refuzuar, përkundrazi kërkojnë administrator që janë në përputhje me profile të cilët ata kanë nevojë. Në fundit e keni fjalën për tregu, Po të prasha edhe që do me thënë fjalën e keni për inspektoratin e tregut, e keni dëgjuar kësaj deklaratën e djeshme të zotit tonë? Po e kam dëgjuar dhe besoj që zoti drejtor
ka marrë edhe porosinë edhe nga kryeministri në lidhje me ato deklarata, gjithsesi se po që se kemi më shumë jurist dhe ekonomist, me një ndryshim të vogël të planit do të dërgojmë që t'i plotësojmë nevojat e inspektoratit, po gjithsesi se keni pa që edhe ai vet nuk heziton që t'i merr administratorët, kërkon edhe më tepër, po që se ka të tillë të cilat i përmbushin kushtet e nevojitura që nevojiten nga ana e tyre. Po është një tjetër problematik që po shfaqet, për shembull rasti i inspektoratit tregut, ai tha që Maqedonia Lindore kemi nevojë kurse të gjithë duan në pjesën perëndimore të vendit. Çfarë do të bëhet në këtë rast nëse drejtori ose drejtuesi i institucionit nuk ju gjen vend këtyre personave? Unë vlerësoj që do t'ju gjejmë vend drejtori personave të cilat do t'i përmbushin kushtet për qenë pjesë, dërsa problematikën të cilën e ka me mungesën e kuadrove në lindje, tashmë kemi vendim në qeveri që t'i plotësojmë kapacitetet e të gjitha inspektorateve të cilat kanë mungesë të kuadrit. Povili? Да, ќе сака тие да ве прашам околу трансферот. Што се случува, како сте задоволни? Вчера овој пазарен инспекторат, директорот имаше се пожали дека не сакат да работат негде. Дали имате план Б за тие 140 луѓе што се умовара, ако не ја поминат безбедносната проверка, што правиме тогаш? Како сте задоволни од процесот што тече до сега? Много сме задоволни и владата и јас. Рапортирав на последната седница на влада за текот на распределбата. До сега веќе 650 луѓе се започнати со работа и се на нивните работни задачи секојдневно. Околу 500 други се во тек на реализација, посебно тие 140 кои ги споменувате во МВР, кои што треба да поминат низ безбедносна процедура, па потоа да започнат. Ние претходна безбедносна процедура имаме извршено во МВР пред да ги распределиме таму и затоа отпаднаа некои 20-тина поради таа претходна безбедносна процедура. Уште 100 други треба да започнат деновиве во управата за јавни приходи, таму нека никаков проблем, завршена е постапката. Од институциите кои што имаат коментари, се не повеќе од 4 или 5 од севкупно 250 кои што примаат административци од КАПЕТ. Има таква несреќна изјава од некој од челници на некои институции, но мислам и дека тие ќе се решат. Значи, нема отпор за примање на КАПЕТ административци, туку има барање за административци кои што ги исполнуваат потребите на тие институции, а претежно барат правници и економисти. Така да не гледам ништо спорно, се надевам дека ќе го завршиме целиот процес до ребалансот на буџетот, кога ќе треба средствата од Министерството за политички систем да бидат пренаменети во другите институции кои ги имат примено овие административци. Како што знаете, ги испраќаме заедно со сите придонеси и заедно со сите плати и нема никакво оптоварување на буџетот, напротив, им ги исполнуваме потребите кои што ги имат институции. Министре, Мола? Тие кои ги одбиваат работните позиции. Тие кои ги одбиваат работните позиции ќе бидат префрлени на трансфер листата на Министерството за информатичко општество и администрација. министре, ме интересира, има Мола? Што значи тоа на трансфер листа на министерството? МИОА има трансфер лица за вработените во администрацијата на кои што има укинато работното место во институцијата каде што ќе работат и се во очекување на понуда од друга институција која што има потреба за такви вработени. Ако не ја прифатат првата понуда која што ќе им биде доделена на нив, тогаш остануваат без ангажман, без работно место. Министре, за петиција за високопратници кај Holiday Inn проектот се бараше и од вас како министер да се блокира овој проект. Која е ваша волја, ваша постапка за ова? Па добро, еве би сакал да информирам јавноста дека утринава имав состанок со градоначалникот на општина Центар. Тие денеска имаат седница на совет. Знаете дека деталните урбанистички планови се на некој начин собственост на општините, тие се креатори, тоа се нивни урбанистички планови, ние сме само една контрола како централна власт, како Министерство за транспорт и врски, така што нивна е одлуката која што ќе ја донесат денеска на седница на советот на општина Центар. И после таа одлука ние очекуваме да видиме дали ќе одат во насока на барање за стопирање на некој од плановите, дали се работи за цел план за суспендирање или за дел од план.
Веднаш потоа во рок од 15 дена ние имаме обврска и рок да дадеме наше мислење на тоа и потоа повторно се враќа во Советот на општината на конечна одлука и секако ја очекуваме одлуката на општина Центар. Ние ќе постапуваме согласно законите кои што ги имаме во државата. Се спомнуваше елаборат за суспензија од страна на граначалникот. Тој пред 2 дена кажа дека веќе тоа е доставено во министерството. Вчера кажавте дека тоа не виси. Не, ние во Министерството немаме добиено елаборат, но затоа велам дека имавме средба и состанок изутринава на кој што сум информиран дека денеска општина Центар ќе на седница на Совет ќе донесе своја одлука како да постапи во однос на ова прашање, а веднаш потоа со таа одлука ќе информира и јавноста, предпоставувам, а секако и нас, доколку одат во насока на суспензија на одреден план, ќе треба да достават елаборат до Министерството за транспорт и врски, на кој што ние ќе треба да дадеме наше мислење. Доколку се работи за суспензија на цел план, има можност за суспензија од 12 месеци, додека да се донесе новиот план. Доколку се работи за суспензија на само еден дел од план, тогаш има можност за 6 месеци да биде суспендиран тој план и во тие 6 месеци да се донесе промената која што би била адекватна и соодветна за таа матична општина. Така што ние ги очекуваме одлуките на таа матична општина. Доколку матичната општина не се повика на тој член 23 од Законот за урбанизам, дали вие ќе превземете нешто лично, кој е вашиот став? Не може да оставите све на општината, вие сте став. Да, јас сум министер, имам своји надлежности и ингеренции, секако нема да навлегувам во ингеренции кои што не ми ги дал законот и уставот. Тие детални урбанистички планови не ги носи владата на седница на влада или парламентот, туку ги носи Советот на општината на седница на Совет, така што во меѓувреме ние сме само една од чекорите како Министерство за транспорт и врски во кој момент се вклучуваме да дадеме согласност за одреден план, не само транспорт, овде се и животна средина и катастар и други десетина институции кои што даваат мислења, така што од тој аспект матичните ингеренции ги има општина Центар, очекуваме дека нивниот интерес, интересот на граѓаните најдобро го чувствуваат тие, а ние секако според законите ќе носиме одлуки. Сепак од општина кажуваат дека по одлука на Уставниот суд веќе нема како да ја решат това и барат од министерство. Вие сега Не е така. Не е така изјавата ниту на општината. Тие има одредена одлука за мораториум која што им е соборена на Уставен суд. Сега новиот закон за урбанистичко планирање кој што го правевме со целосна координација со јавноста, со сите политички партии, власти и опозиција, тој закон нуди можност за суспензија, ова кое што го дискутираме сега, но таа суспензија и барање за суспензија треба да потекне токму од општината, чија сопственост е тој план каде што се наоѓа, на чија територија, на чија општина се наоѓа, а потоа сите надлежни институции да ги дадат своите мислења во однос на суспензијата на тој план.